Почитувани, само една недела по посетата на Христијан Мицкоски на Унгарија, Соединетите Американски држави објавија дека неговиот шеф Никола Груевски е ставен на црната листа. Причините за оваа постапка од Соединетите Американски држави нашите граѓани многу добро ја знаат, а тоа е вмешаност на Никола Груевски во корупција и криминал од невидени размери. Бројни судски предмети и признанија на поранешни високи функционери на ВМРО ДПМН тоа и го потврдуваат, како Тврдина, Титаник и многу други предмети. Новина е можеби фирмата на Никола Груевски која треба да се утврди дали е поврзана со сомнителни финансирања по неговото бегство. Се ова, почитувани, се случува во време кога Мицкоски оди во посета на Унгарија, а пратениците на ВМРО ДПМН се уште во собранието ги блокираат законите за Академијата за судии и обвинители. Се противеа на законот за јавно обвинителство, затоа го блокира изборот на нов јавен обвинител. Нема појасен заклучок. Во ВМРО ДПМН ништо не е променето, тоа е истата криминална партија. Очигледно оваа партија со бел дворец, а со црна листа, се уште вистински е управувана од Никола Груевски. Од тука е и молкот на Христијан Мицкоски. Човекот кој не се извини ниту еднаш за криминалот на ВМРО ДПМН и неговите соработници, човекот кој не побарал ниту еднаш одговорност од сите за кои има пресуди, а се дел од неговата партија. Граѓаните многу добро знаат дека во времето кога се потврдени сите овие криминали, Христијан Мицкоски бил советник на Никола Груевски во периодот од 2015-2016 година, а потоа и секретар во ВМРО ДПМН. Мицкоски треба да излезе пред граѓаните и да каже што знаел за матните сделки на Никола Груевски и зошто со години молчи. Дали стравува дека и тој би можел да се најде на црната листа? Тоа треба да го одговори самиот Мицкоски. Ви благодарам.